Добар ден, почитувани. Ја следите најновата Телма амбуланта. Што е тоа преддиабетес? Дали оваа состојба секогаш води кон диабетес тип 2? Какви модификации на животниот стил се неопходни и колку брзо треба да се применат за да се спречи прогресија кон шеќерна болест? Зошто треба да се мери 3-месечниот шеќер? За поставување диагноза преддиабетес се користат ли истите тестови како за утврдување на диабетес тип 2? На кој начин да се препознае преддиабетесот и да се спречи појавата на диабетес? Ке го прашаме доцент доктор Танер Хасан, ендокринолог. Разговорот ке го проследите веднаш по рекламите. Останете на Телма. Како да се препознае преддиабетесот и да се спречи појавата на диабетес? Ке го прашаме доцент доктор Танер Хасан, ендокринолог, директор на Универзитетската клиника за ендокринологија. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланти. Добар ден. Добро ве најдов и благодарам многу за поканата. Некои статистики покажуваат дека секое 20 лице во Европа има преддиабетес и се проценува дека оваа бројка ќе расте во предстојниот период. Па што е тоа точно преддиабетес? Каква состојба е ова? Преддиабетесот во право сте во подем. Таа состојбата представува една преодна фаза меѓу нормалните вредности на гликемија во организмот и високи вредности, односно диабетес тип 2. Конкретно тука зборуваме диабетес тип 2, пошто преддиабетесот е ризик фактор за понатаму да се влошува состојбата, односно да се појави, да се манифестира тип 2 диабетес. Таа состојба е многу честа. Вие кажавте секои 20, меѓутоа последниве студии веќе покажуваат дека таа бројка е многу поголема. Скоро според податоците и на Светската здравствена организација и на Европското здружение за диабетес, таа бројка изнесува околу секој четврти или пети индивидуа во светот, значи од целата популација општо зборувано има преддиабетес. Меѓутоа, за жал, ние не сме свесни дека имаме, пошто мала симптоматологија има, не дава многу симптоми. Тивка состојба. Тивка, меѓутоа треба ние како пациенти и како здравствени работници ние, па и пациентите и другите индивидуи треба да видат, да проверат, да направат проценка. Ако не се проверува од крвта, ако не се направи некоја лабораториска анализа, не може да се примети рано и благовремено не може да се реагира. Колкава треба да биде вредноста на шеќерот во крвта за да сметате дека еден пациент е во состојба на преддиабетес? Односно чекор до диабетес тип 2. Да, имаме неколку параметри што ги користиме за диагнозата на преддиабетес. Првенствено гликемијата на гладно, обично најчесто тоа се проверува, секогаш кога одиме во лабораторија, на гладно се проверува и гликемијата покрај другите анализи што се прави. Таа вредност на гладно, зборуваме гладно, значи најмалку 8 сати да биде гладен пациентот. Таа вредност, ако е помеѓу 5,6 до 7 милимоли во литар, дава индикација дека се работи за преддиабет, односно нарушена гликемија на гладно. Обично така почнува. Ово е првиот параметар што најчесто се користи. Ако видиме дека таму има некоја промена, односно сомнителна состојба или индикација за преддиабетес, после можеме да направиме глукозен толеранс тест, односно се пие 75 грама солуција со шеќер и после тоа се проверува шеќерот на 0 минута и 120 минута. Во 120 минута, 2 часа после испиевање на солуцијата, ако изнесува од 7,8 до 11, исто е индикација за преддиабетес. И третиот параметар што користиме многу често е 3-месечниот шеќер. Многу лесно се проверува, скоро во секоја лабораторија низ земјава може да се провери 3-месечниот шеќер, односно гликолизиран хемоглобин. Таа вредност, ако е од 5,6 до 6,4, изнесува, дава индикација дека се работи за преддиабетес. Значи вредностите на шеќер во крвта се покачени, но не се доволно високи за да се диагностицира диабетес тип 2. Да. Тоа е преодна фаза, односно интермедиарна форма, таа сива зона, народски кажано, сива зона на диабетес помеѓу нормални вредности и диабетес тип 2. Меѓутоа е многу значајно да се диагностицира на време, пошто многу компликации понатаму што може да настанат од диабетесот, може да се превенираат ако во оваа фаза се открие дека се работи за преддиабетес. А колку време оваа фаза може да биде стабилна, да не се менува и да не води кон диабетес тип 2? Па тоа е индивидуално. Според проценките,
во текот, штом ќе се диагностицира предиабетес, во текот на наредните 10 години, според некои проценки од 10 до 15%, според податоците на Светската здравствена организација до 20%, значи секој четврт што има предиабетес, во наредните 10 години ќе развие диабетес тип 2. А во текот на животот, до крајот на животот, пола од овие, скоро 50%, развиваат диабетес тип 2. Значи, споминавте, сето ова е поврзано со диабетес тип 2, но не со диабетес тип 1. Да. Диабетес тип 1, каква болест е? Диабетес тип 1 е друга форма, кај што има недостаток на инсулин. Тука е обратна состојба, кај што имаме инсулин, дури имаме и прекумерно лачење на инсулинот, меѓутоа поради резистенција, отпорност кон инсулинот, а тука играат повеќе фактори кои што прават тоа да се случува, тогаш се работи за предиабетес или тип 2 диабетес. Меѓутоа во тип 1 диабетес имаме апсолутен недостаток на инсулин и затоа кај нив директно терапијата е инсулинска терапија. Значи ова состојба всушност е исто што и инсулинска резистенција? Па да, еден од параметрите за диагноза на предиабетес, меѓу другите, првенствено овие се најчестите што ги користиме и како златен стандард, меѓутоа обично предиабетесот не оди како сама една појава. Значи изолирана појава, заедно оди повеќе со дебелината, обично 90% од овие пациенти што имаат предиабетес или се со прекумерна тежина или имаат обезност. Исто така овие имаат многу често зголемени липидни вредности на мастите во крвта, исто така имаат зголемен обем на струк, овие пациенти многу често имаат хипертензија и обично овие можеме да ги собираме како еден синдром на метаболен синдром, така наречен, метаболен синдром, кај што имаме 5 фактори, 5 параметри, од тие 5 параметри, 3 ако се позитивни, се работи за метаболен синдром и исто така и за предиабетес. Еден од факторите е шеќерот. Така е. Ке ги погледнеме ние ризик факторите, ги издвоивме во една табела. Значи што се може да представува ризик фактор за појава на предиабетес, а тоа се прекумерната телесна тежина, како што споменавте, body mass индекс поголем од 25 кг на метар квадратен, недоволна физичка активност, висок крвен притисок, HDL холестерол под 35 мл на децилитар, триглицериди, исто така над одредена вредност, возраст над 35 години, синдром на полицистични јајници, генетска предиспозиција за диабетес тип 2. И сега, докторе, кога зборуваме за прекумерна телесна тежина, како се пресметува индексот на телесна маса? Како да знаеме дали спаѓаме во оваа категорија на ризик фактор? Прекумерна телесна тежина и обезност, другата. Ова прекумерна телесна тежина исто може да биде синоним и на предиабетесот, можеме да кажем, пошто е преодна фаза меѓу нормална тежина и обезност. Индекс на телесна маса е најлесната метода што може секој човек да калкулира тоа. Се прави соодносот на килограмите врз метар квадрат на телесна површина. Тој индекс, ако е од 25 до 29 е на прекумерна телесна тежина, веќе над 30 и нагоре се зборува за, сметаме дека е обезност. И обезноста има неколку класи, прва класа на обезност, втора, трета. Порано користевме терминот морбидна обезност, поради стигматизација на овие пациенти, веќе не ги користиме тие термини. Затоа користиме прва класа на обезност, втора класа или трета класа. Таа е најсериозната класа на обезност, кога имаат индекс на телесна маса над 40. Доктор, има различни форми на дебелина, стомача дебелина, потоа дебелина во форма на круша, на јаболка и слично. Дали се сите подеднакво ризични за појава на предиабетес? Има разлика меѓу нив. Многу е битно дали има абдоминална. Таа обемна струка е многу битно, пошто абдоминалната обезност покажува тие висцералните масти, кои што најповеќе делуваат на инсулинската резистенција. Тие луѓе кои некојаш луѓево може да имаат индекс на телесна маса по високи вредности, например да се 27, 28, 29 тука на како прекумерна телесна тежина, меѓутоа тоа не значи дека имаат истовремено покачени масно ткиво. Тие луѓе кои што се занимаваат со спорт, кои што имаат поголема количина на мускулна маса,
кај нив сепак тие имаат индексот може да биде висок, кај нив на телесната маса, меѓутоа масното ткиво не е многу висок. Така да кај нив имаме тестови, InBody тест правиме, според една метода, физичка метода, тоа е импеданса се прави, се качува на еден апарат пациентот и според имаме вредности кои што ни кажуваат дали има висцерални масти и колкава е количината на висцерални масти кај пациентот. Ако тие вредности имаме скала до каде треба да има и над која вредност веќе се рачуна дека има и висцерални масти, тоа изнесува околу 20-25%. Сите тие што имаат над оваа вредност имаат висцерални масти, односно внатрешни масти таложени во органите повисоки вредности и тоа е и ризик за инсулинска резистенција, а истовремено ризик и за предиабетес. Така, некои велат, јас сум слаб, значи имаат слаби раце, нозе, но имаат стомак, само пивски стомак. Стомакот е ризик Тоа е фактор. тоа всушност што е највисок ризик да. фактор. Ако има во глутеална регија на нозете, на колковите, тогаш ризикот се намалува. Меѓутоа, сите наслаги масни што ги имаме на стомакот, тие се ризик фактор 2 пати, дори 4 пати повеќе се зголемува ризикот за појава на предиабетес. Во споредба со тие луѓе кои што имаат иста телесна маса, меѓутоа немаат абдоминална обезност. Значи, многу е важно на каков начин се распоредени мастите во телото. Потоа вели недоволна физичка активност. Сите знаеме дека треба да бидеме физички активни за да бидеме здрави. Но во овој случај, зошто физичката активност води кон преддиабетес, односно состојба што води кон диабетес тип 2? Па да видите, физичката активност е прва линија што на мерки што треба да се превземаат. На прво место доаѓа физичката активност, после тоа исхраната, секојдневната исхрана. Физичката активност е многу битен фактор ради намалување на таа инсулинска резистенција. Ако сме физички активни, мускулното ткиво ако е активен, ако имаме движење, тоа се препорачува во текот на недела дена од 150 до 200 минути физичка активност, барем аеробно, пешачење ако не можеме ништо друго, пошто мускулите се хранат, единствена енергија, извор на енергија на мускулите е шекерот. Значи, штом ако станеме физички поактивни, повеќе ќе се трошат тие резерви што имаме за гликоза, односно шекер, и многу помалку ќе ни треба инсулин за да се регулира шекерот во крвта, така да многу порационално ќе ги користиме и резервите на панкреасот. Панкреасот нема да биде многу оптоварен и помалку инсулин ќе лачи, штом ќе лачи помалку инсулин ќе имаме и помала инсулинска резистенција, а тоа позитивно делува на нивото на шекерот во крвта. Кога зборуваме за висок крвен притисок, тоа се вредности над 140 со 90 или пак се што е над 120 со 80 е веќе проблематично? Сега веќе се поместија за пациентиве со предиабетес или диабетес секогаш им препорачуваме сите препораки се да имаат вредности не повеќе од 130 кроз 85. Значи диастолата да биде до 85 максимум, а систолниот притисок да биде до 130. Подоле, помали вредности, пониски вредности се многу по-прифатливи и многу подобро делува, меѓу во споредба со вредности што се над овие. 130 или 85. Кога зборуваме за масите во крвта, треба само ХДЛ да се следи или и ЛДЛ? И ЛДЛ е најголем ризик фактор е на ЛДЛ, меѓутоа ХДЛ е добриот холестерол што не штити. Затоа како параметар е користен таа вредност. Сите луѓе што имаат ниски вредности на ХДЛ, истовремено имаат високи вредности на ЛДЛ, како овие пациенти. Затоа ХДЛ, што повеќе високи вредности имаме на ХДЛ, тоа е негативно, односно имаме негативен ризик фактор во споредба со другите што имаат ниски вредности на ХДЛ. ХДЛ-от не штити од компликациите што може да настанат од хиперлипидемија. И затоа препорачуваме што поголеми вредности, повисоки вредности на ХДЛ да имаме. Ама за тоа треба да внимаваме на телесна тежина. Многу ретко е човек да има обезност или прекумерна телесна тежина, а да има високи вредности на ХДЛ, што би не штитило од компликации. Повеќето имаат ниски вредности на ХДЛ, а обратно имаат високи вредности на ЛДЛ. ЛДЛ-от е тој лошиот холестерол, народски кажано, што има атерогено дејство, што може да запушува голем број на крвни садови, првенствено на кардиоваскуларниот систем и срцето. Тука се и триглицеридите, да, кои што не треба да бидат над одредена вредност. Да.
Исто така, сето тоа е поврзано, предпоставам, и со телесната тежина. Со телесната тежина. Све е поврзано. Верувајте, обезноста, телесната тежина, веќе во поново време, веќе обезноста се рачуна, се прифаќа дека општо е прифатено дека е хронична болест и сите овие други појави што настануваат, како што е преддиабетесот, диабетот, сите овие се причина на обезноста. Ако намалиме телесна тежина, верувајте, имаме некои проценти кои што треба да се намали, што препорачуваме на пациентите, верувајте дека преддиабетесот може цел живот да остане под контрола, да не се развива во диабетес. Колку килограми обезниот пациент би требало да изгуби за да се повлече преддиабетесот, значи преддиабетесот да отиде чекор назад кон здравие? Тие вредности се различни кај преддиабетесот и диабетесот. Кај преддиабетесот најмалку 5 до 7% од вкупната телесна тежина треба да изгуби пациентот за да држиме под контрола преддиабетесот да не се развива во диабетес тип 2. Додека за диабетес тип 2, за да имаме подобрување на метаболните параметри, најмалку 10 до 15%. Треба кај нив малку повеќе. Да. На која возраст обично се забележуваат овие промени? Порано имаше, значи, кај возрастната популација, така беа податоците. Над 35 години или пак веќе кај деца може да се забележи состојба на преддиабетес? Да, меѓутоа веќе тие податоци се поместија, значи тие референтни граници веќе се поместени, така да имаме и во детска популација, односно кај адолесцентите најтешко, најчесто има. Кај овие пациенти пак е причината обезноста. Веќе кај децата имаме подемна обезност, и кај нив веќе порано беше се прифаќа, општо беше прифатено дека тип 1 диабетес е диабетес во детска возраст, меѓутоа не е така. Сега и кај тип 2 диабетес веќе има, за жал, кај детската возраст, посебно кај адолесцентите. Пак повторувам, значи дебелината е главната причина кај овие пациенти, а истовремено и фамилиарната анамнеза за тип 2 диабетес. Значи генетската предиспозиција. Да, генетската предиспозиција исто така делува. Тие што имаат во фамилија пациенти со тип 2 диабетес, кај нив и за тип 1 диабетес е ризикот малку поголем во споредба со другата популација. Дали жените кои што имаат синдром на полицистични јајници се во поголем ризик да развијат преддиабетес? Имаат. Тоа е една сложена состојба. Да, многу честа е појава кај во текот на репродуктивната фаза, кај млади жени, девојки доаѓаат многу често кои што имаат полицистични овари или јајници. Причината е токму инсулинската резистенција и исто така и телесната тежина кај овие пациенти. Тие што имаат полицистични јајници претежно се со прекумерна телесна, многу поретко се што имаат со нормална телесна тежина. Причината е, пак кажувам, инсулинската резистенција. И кај нив штом ќе диагностицираме, обично овие пациенти на гинекологија се диагностицираат, после тоа доаѓаат кај нас на ендокринологија, штом веќе е диагностицирано дека се работи за полицистичен оваријален синдром, одма почнуваме со испитување што можат да ни дадат индикација дали имаат преддиабетес, дали имаат инсулинска резистенција, дали треба да се намали телесната тежина кај овие пациенти, што обично треба да се намали. И така во текот на испитувањето дознаваме покрај полицистични јајници дека има и преддиабетес пациентот и почнуваме со нашиве препораки што треба да ги дадеме на пациентиве, ако треба и фармаколошка терапија. Докторе, а колку често жените кои што за време на бременоста развиле гестацијски диабетес, потоа ќе се соочат со состојба на метаболичен синдром, односно преддиабетес или пак инсулинска резистенција? Кажавте дека се сите тие синоними за една иста состојба. И тие се во групата на тие ризик фактори, тие пациенти кои што имаат гестацијски диабетес, тие во наредниот период имаат скоро 15-20% развиваат во текот на 10 години развиваат диабетес тип 2. И тие пациенти прва временост ако имаат, втората временост ако пак има се зголемува ризикот, станува дупло за појава на тип 2 диабетес, така да овие пациенти мора почесто да доаѓаат на контроли, така им препорачуваме, барем еднаш годишно или на 6 месеци да се провери гликемија на гладно, гликемија 2 сати после оброк и 3-месечната гликемија.
Така, ќе ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број што е веќе испишан на екранот. Почитувани, емисијата е контактна. Веќе споменавте дека тестовите за утврдување на преддиабетес се всушност истите што се користат и за докажување на диабетес тип 2, да. значи утринска гликемија, потоа 3-месечен шеќер и толеранција на гликоза. Гликозен толерантен тест, како се нарекува. А дали има потреба да се испита и нивото на инсулин? Па да, обично бараме инсулин. Тоа на почеток за диагноза ни е потребен и тој параметар. Посебно ако има варијации на шеќерот во кај пациентот, ако се жалат, некојаш ми обично така објаснуваат пациентиве, многу често ми паѓа шеќерот, некојаш ми се зголемува, меѓутоа имам и ниски вредности. Кај нив обично бараме паралелно кога правиме гликозен толеранс тест, бараме и вредностите паралелно да се испитуваат со шеќерот и инсулинот, нивото на инсулинот. Значи, 0-та минута пак пред пиење на солуцијата, па после 6-та минута, 1 сат, откако ќе се испие солуцијата и 2 сати, некој што можеме до 3 сати да продолжиме. И паралелно ги гледаме како се зголемува шеќерот, дали и колкав процент има зголемување на нивото на инсулинот. Дали инсулинот паралелно полека се постепено се зголемува или има драстични разлики, варијации, високи вредности на инсулин. Обично имаат високи вредности на инсулин овие пациенти. Тоа е поради резистенцијата на инсулин. Несоодветно реагира инсулинот на покачувањето на шеќерот во крвта. Некојаш дава драстични, драматични високи реакции кои што не се пожелни за организмот, пошто после известно време, за краток временски период, за пола сат, сат време, од висок шеќер може да паѓа шеќерот во хипо. И обично овие пациенти најповеќе се жалат кога јадат нешто благо. Јадам, вика, благо нешто, за половина сат шеќерот ми паѓа или за сат време шеќерот ми паѓа, вика, одма под нормалните граници. Имаат претпоставам чувство на глад? Да, чувство на глад, на срцебиење, на потење. Обично тоа е таа причина поради премногу покачени вредности на инсулин во крвта, несоодветно реагира инсулинот на гликемијата. Значи, кај некои пациенти сепак може да се јават одреден тип на симптоми. Па, овие се најчести, да, овие се, ама ретки се овие, не се многу чести така распространети. Значи, од 10 пациенти, кај еден може вака да има симптоми. Ма најубаво е пациентот сам. Ако има во фамилија блиски членови на фамилијата од прво колено или второ со диабетес тип 2, ако има прекумерна тежина, за жени ако има гестацијски диабетес или полицистични оваријален синдром, ако е возраста над 45 годишна возраст, ако е пушач на цигари и тоа делува, тие треба да направат скрининг. Скрининг, така. Со тестовите кои што ги направивте пред малку. Гликемија да проверат на гладно, после оброк, тромесечната гликемија, тоа ќе даде 90% ќе ни даде представа дали се работи за преддиабетес или не. Докторе, дали пациентите сваќаат сериозна оваа ситуација, оваа состојба на преддиабетес, оглед на тоа што не чувствуваат никакви симптоми, се чувствуваат здраво, а сега вие им велите дека постои проблем? Па пациентите обично и на диабетесот не сваќаат така сериозно и на диабетесот кога е манифестирана форма пак несериозно ја гледаат работата, пошто е тивка болест. За жал нема симптоми. Ние обично како народ така сме навикнали, ако имаме симптоми, ако имаме болка или ако имаме некои други посериозни симптоми, тогаш ја сваќаме состојбата сериозно. Меѓутоа ако немаме симптоми, почнува терапија и си продолжувам пак. Значи, не треба да се потрудат да се смени животниот стил. Најважната работа е да се смени целокупниот животен стил и физичката активност да се зголеми. Инаку голем број од пациентиве мислат дека јас примам терапија, еве ми дадоа докторот терапија, со терапија ќе држам под контрола, јас сега можам да јадам што сакам. Тоа не е така. На прво место е сепак терапијата е на второ место. Секојаш така им викаме на пациентиве. Значи, тие што држат терапија, ако се дисциплинирани, ако имаат физичка активност, ако обрнуваат внимание на внесот на јаглени хидрати, тие имаат голем успех. И со ниски вредности, и со ниски дози на фармаколошка терапија, имаат драстични позитивни резултати од терапијата. Но ако си ги задржат старите животни навики, тогаш само еден зачарен круг ќе вртиме на исто место, пак нема да добиеме тој резултат што очекуваме од пациентот, ќе се губи само временски период, а во тој временски период ќе настанат компликации кои што
сепак не сме свесни, се додека за жал не добиеме некој мозочен удар или срцев удар, за жал, или со бубрежни компликации ако имаме, тогаш ќе знаат за сериозноста на болеста. Меѓутоа, кога ќе дојдеме во таа фаза, веќе немаме враќање назад. Така. После тоа можете и гликемијата да држите и све во референтни граници 5, 6 до 7 милимоли, но срцето еднаш кога ќе добиете инфаркт, тој оштетениот дел на мускулот не се враќа назад. Така. Или оштетениот дел на бубрегот или на мозокот, тоа веќе нема враќање. Ќе ги вклучиме гледачите, потоа ќе преминеме детално кон сето она што е потребно за промени животниот стил. Добар ден за првиот гледач во денешната тема амбуланта. Повелете. Поздрав до докторот и до емисијата до вас. Ви благодарам. Едно прашање до докторот. И јас сум диабетичар многу одамна, меѓутоа на инсулинска терапија сум веќе 11 години. Сакам да го прашам докторот. На сабале примам фијас од 6 единици и тресиба од 20. На ручек и со брзиот фијас и навечер. Меѓутоа, прашањето ми беше, тој брзиот така да го знам јас, фијаспот, ако е шекерот качен, дали смеам да ставам 2 единици од, како што примам 6 навечер, а обично знае навечер да ми се качи, дали смеам да примам 1, 2 или колку е дозволено единици од брзиот? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, можете да дадете одговор Да, на може. вакво Обично прашање? пациенти, тие што се едуцирани, што знаат и приметуваат кога имаат хипогликемија или малку покачен шекер, ако имаат симптоми, тие можат да направат пресметка за потребата на инсулин. Можат 2 до 4 единици, необично им дозволуваме, им кажуваме, може да намалите 2 до 4 единици или обратно да зголемите 2 до 4 единици. Меѓутоа, ако имаат потреба од повеќе, значи има нешто проблем, дали е до исхраната, дали е физичката активност или до инсулинските дози, тогаш им препорачуваме да дојдат на докторот кој што го води пациентот. До тие граници, до 2 до 4 единици, тие може сами да направат корекција на дозата. Дозволено е тоа, да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, Повелете. поздрав до студиото. Сакам Ви да благодарам. поставам едно прашање, се работи за мојата мајка. Така. Значи, жената е во дом, се боцка сабајлет 26 единици, 26, навечери 28 единици. Инсулин. Меѓутоа, и паѓа ноќта шекерот до 2. Значи, добива потење, глад, значи, и има, значи, веќе аларм се уклучува. Ја носевме на лекар, ја носеа од тамо, и му е кажано, значи, на докторот, и тој повторно е истата терапија препишува. А 3-месечниот е 5,7 шекер. Така, сега вас ви прашањето што понатаму и дали оваа терапија сепак треба да биде модифицирана, навечери, односно променета. Ја намаливме единиците навечери, значи да се намале по 2 единици, меѓутоа повторно и паѓа на неја шекерот 2. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Паѓањето на шекер е Голем ризик. Сериозно и го страв, сваќаат тоа пациенти и така треба. Значи, посебно кај возрастната популација, повозрастните пациенти, кај ни внимаваме, не одиме многу агресивно, кај помладата популација одиме поагресивно, ради очекувањата за да испречуваме компликациите, да се превенираат. Меѓутоа, кај возрастната популација и диабетесот не оди така агресивно, полатентно си продолжува. Кај овие пациенти кои што имаат хипогликемија, намалување на 2 единици е многу малку. Кај нив обично препорачуваме најмалку 6 единици да се намали. Ако има подобрување, добро. Ако не, плюс уште 4 до 6 единици да се намали дозата. Обично вечер, ако има напади на хипогликемија, таа вечерната доза препорачуваме да се намали во споредба со утринската. Утринската делува во текот на денот, е 10 до 12 сати, меѓутоа ноќе ако паѓа, тогаш најчестата причина е предозирано со вечерниот инсулин. Да се намали барем 6 до 8 единици да се намали дозата и да се провери пак. Докторе, кога зборуваме за состојбата при диабетес, првиот чекор е промената на животниот стил. Тука спаѓа модификацијата на начинот на исхрана. Дали тоа значи дека шекерите треба да се исфрлат од исхраната?
целосно, делумно, има потреба или не? Не, ние имаме потреба од јаглени идрати. Кога викаме да се исфрлат, ние мислиме да се нормализира употребата на внесот на јаглените идрати. Сепак човековото тело има потреба и од јаглени идрати, и од масти, и од протеини, меѓутоа соодносот треба да биде рамномерен. Нашиве препораки се 50 до 55% да има јаглени идрати во секојдневната исхрана, околу 20-25% да има масти и останатиот помалиот дел протеини, 10 до 15%. Ако е вака балансиран, тогаш немаме да имаме проблем со вакви појави, се додека одржуваме и телесната тежина и физичката активност. Значи не препорачуваме целосно исфрлување, бидејќи сегде има, верувајте, посебно во нашиот регион, во нашето поднебје, сегде има јаглени идрати. Ние препорачуваме да не јадат јаглени идрати со јаглени идрати, значи дупла доза на јаглени идрати да не се јаде. Ако да се речеме лепи компир. Да, лепи компир или лепи ориз или макарони. Макарони јадат, за жал. Со леп. Со леп. Имаме такви пациенти. Така да на тоа треба да се внимава, да се намали количината до 50%, значи на јаглени идрати. А ние во секојдневниот живот, верувајте, околу 70-80% ни се јаглени идрати. Има ли некој режим на исхрана што го препорачувате токму за пациентите со предијабетес? Режим на исхрана е индивидуално за секој човек. Ние секогаш препорачуваме да има разновидна исхрана, да не е едновидна, значи само еден вид на режим, да има различни режими, меѓутоа најпрепорачено и општо прифатено е во светот медитеранската исхрана. Со медитеранската исхрана ризикот за појава на вакви несакани појави како што е предијабетес, дијабетес, кардиоваскуларни компликации е многу помала во споредба со другите режими. Ќе ги вклучиме повторно прашањата на гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас покасно се уклучив во програма, сакам да го прашам докторот како се испитува инсулинската резистенција, дали само треба инсулин да испитаме или хома индекс ли како му доваѓа тоа? Така. Добро, и какви треба да бидат резултатите? За да ние ова детално го појасни докторот, на еве сосема накратко ќе сублимира во неколку реченици да ви појасни што се е потребно за испитување на инсулинска резистенција. Добро. Ви благодарам за вклучувањето. Спомна и гледачката, значи има HOMA индекс, индексот што ни кажува да дава ова податок за дали има инсулинска резистенција. Таму се гледа односот на гликемијата со инсулинот. Може HOMA индексот да се користи или во текот на гликоз толеранс тест, паралелно со шекерот да се провери инсулинот во 3 наврати и тие вредности ако се зголемени и тоа укажува дека постои инсулинска резистенција. А неопходно е да се направи тој тест за толеранција на гликоза? Златен стандард е за диагноза на диабетес е гликоз толеранс тест. Меѓутоа и тримесечниот шекер е доволен параметар. Да, ако има вредности над тие референтни граници, слободно само со еден параметар или само со параметар на 3-месечен шекер може да се каже дали се работи за предиабет или диабет. А инсулин ќе мора да се испита потоа или не мора? Обично тие што имаат само симптомите што ги имаат ќе треба да се испита и ако се покачени вредностите на шекерот во тие граници за предиабет или диабетес, кај нив обично на почеток за диагноза битно не е и вредноста на инсулинот, колку е покачен инсулинот, за да знаеме и тој податок. Ќе го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум во повозрастна доба, 77 години. Пред 2 години ми открија дека имам шеќер тип 2. Добра. Од тогаш навака нон-стоп го контролирам, со глуковаш 500, го контролирам нон-стоп, ми е 6,6, 6,7, 6,8. Па 3 пати во неделата си го контролирам сама дома. Дали е нормално така да се движи со оваа терапија да се продолжаме или ќе треба нешто, дека да не е многу низок мислам. Так, а направивте ли промена во исхраната? Па се внимавам колку можам, да, пред да се внимавам, лебот, да, црниот леб почнав да го применувам, помалку ја се избегавам, од благо избегавам, така. А телесната тежина ја регулиравте?
Јас кога го добив шекерот намалив тежина едно 7 кила и сега сум тука на таја тежина. 68 кила сум и 7 кила. Докторе, да немате уште некој прашање? Не, доволно. Не, во ред. Ви благодарам за вклучувањето. Што можете да дадете како совет? Вредностите што ни каже гледачката е во ред се. Тие се прифатливи вредности, така им препорачувам на пациентиве вредностите да се движат од 5 во глобала, од 5 до 10. Да немаат повисоки вредности од 10, зборувам за после оброк, а вредностите на гладно са бале која ќе измера да бидат под 7. Значи, ако се во тие граници, значи е под контрола. Терапијата што ја прима, таа е прва линија. Може да ќе зборуваме понатаму и за терапијата. Обично им препорачуваме. Се додека се одржат овие вредности, нема потреба да се зголеми дозата на терапијата или да се уклучи некој друг лек. Така, пристапот на гледачката очигледно исправен, бидејќи направила промена во животните навики, во исхраната и во телесната тежина. И сега има некои критериуми. Се вели дека е потребна временска рамка од 90 дена за промената во животните навики да го даде резултатот кај инсулинската резистенција, односно кај предиабетесот. Каков дел од пациентите само со промена на животните навики можете во овој временски период да очекувате добри резултати? И дали ги добивате? Ако скоро пола може да добијат. Значи резултат, позитивен резултат, ако се придржуваат на овие препораки, даваме ние секојаш не почнуваме директно со фармаколошка терапија. Обично сите препораки во светот се така да се даде можност на пациентот барем 3 месеци да се види дали ќе има промени во животниот стил и колку тоа ќе делува на нивото на шекерот, на мастите или на сите метаболни параметри што ги проверуваме во лабораторија. Ако зборуваме за телесна тежина, во текот на тие 3 месеци, ако намали пациентот од вкупната телесна тежина барем 5%, тогаш значи има резултат, нема потреба да се почне со фармаколошка терапија, може да се продолжи само со диетата и физичката активност. Со текот на времето, таа вредност од 5% може да ќе се зголеми. Ама за да има ефект, за да кажеме дека има ефект диетата или физичката активност, најмалку треба 5% да изгуби од вкупната тежина. И само да споменеме каква физичка активност, доволно е пешачење или пак нешто по... Пешачење, трчање, велосипед, возење, аеробно спорт, не во фитнес сала или во затворен простор, подобро во отворен простор. Трчање, траки, ленти имаат нели за трчање, пациенти користат луѓе во секојдневниот живот и тоа е многу добро за телесната тежина да се намали. Обично тие вежби ги препорачуваме на пациентите. Кај оние пациенти кои што нема да постигнете резултат со промена на животните навики, преминувате кон медикаментозна терапија. Колку време таа може да се прима? Фармаколошката терапија даваме можно, како што кажавме, првите 3 месеци, после тоа ако немаме одговор во текот на во тој временски период, одиме на фармаколошка терапија. Фармаколошката терапија нема ограничување. Значи веќе во поново време имаме нови лекови што многу често ги користиме и многу се позитивен ефект имаат на подобрувањето на метабол и севкупниот општото добро на пациентот, бидејќи не само што намалуваат телесна тежина, имаат позитивно влијание и на органите, например на срцето, на бубрезите, исто така и на црниот дроб. Многу често овие пациенти имаат и замастен црн дроб, доаѓа до намалување на замастувањето во црниот дроб, ако благовремено се почнува со терапија, така да ограничување нема. Обично, нашата стратегија е таква што се додека има подобрување на метаболните параметри да се продолжи со фармаколошката терапија, да не се застанува. Веќе во поново време, во последниот период имаме студии што ни кажуваат штом ќе се постигне таа тежина, например, или вредностите на шекерот, после тоа да се намали дозата на доза на одржување. Има се понови студии тоа кажуваат, не е тоа општо прифатено, меѓутоа има веќе нови препораки и такви. Меѓутоа, ограничување временски за користење на фармаколошката терапија нема, бидејќи цело време тие подобрувањето, односно бенефитот што го имаме од подобрувањето на метаболните параметри, тие секојаш продолжуваат. Така, но и фармаколошката терапија вклучува промена на животниот стил. Да. Едното без другото не може. Да ги вклучиме гледачите. Добар ден. Здраво. Здраво, повелете. Вака, ја имам едно прашање во врска со
младиве деца кои одат во теретана и пијат протеини. Како тоа делува на ендокринолошкиот систем кај младите? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е исто едно интересно прашање. Може би малку излегуваме од темата, но вреди да се одговори. Има млади вакви и доаѓаат во нашите амбуланти, ги гледаме почесто, тие што да во фитнес користат стероиди, некои протеини. Значи све што е вештачко да се избегнува. Значи не препорачуваме физичка активност, вежбање, може и теретана да се оде, меѓутоа потребите на протеините процентуално се, како што ви кажав, значи 50% јаглени идрати, 25-30% масти, 10-15% се протеини. Ако внесуваме поголеми количини на протеини, се повеќе ќе ги оптоваруваме органите како што се например панкреасот и бубрезите. После тоа исто така делува негативно, може да делува на репродуктивните хормони. Многу често овие пациенти доаѓаат со намалени вредности на тестостерон во крвта, ради користење на овие вештачки, например, стероиди или протеини. И кај нив одма прашуваме, значи прво што прашуваме кај млади адолесценти кои што одат на фитнес, прашуваме дали користиш протеини или стероиди. Така да не препорачуваме користење, само природно. Тоа што може да се внесува со храна, со исхраната, тоа препорачуваме. Дополнителни вакви додатоци не препорачуваме. Очигледно дека комплетен дисбаланс прават во организмот. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден за него. Си исклучил, добро. Продолжуваме понатаму. Кога зборуваме за фармаколошката терапија, има ли пациенти кои што не може да ја толерираат, а е неопходно да ја примаат? И што во тој случај? Фармаколошката прва линија ни е метформинот. Значи тоа е кај секого, кај сите пациенти почнуваме, се додека ако освен тие пациенти што имаат нетолеранција, најповеќе се гастрични тегови, како гадење, повраќање, надуеност во стомакот, промена на вкусот во устата, метален вкус. Обично така се жалат пациенти од овие. 90% се овие. После тоа имаме втора опција на терапија, поновата терапија, фармаколошка што даваме како лираглутид, што е регистриран во Македонија и веќе се користи. Семаглутид имаме исто така. Имаме, тие се во облик на инсулински пенкала, има дел еднодневно, секојдневно се аплицираат еднаш дневно, а имаме и опција неделно ниво, еднаш неделно се аплицираат. Имаме многу добри податоци, овие резултати со овие пациенти кои што имаат веќе во Македонија скоро 3-4 години наназад веќе се користи, во светот подолго време, во Америка најинтензивно се користи многу, пошто населението, 40% од населението се во групата на обезни. Ако тука ставиме и прекумерна телесна тежина, скоро 60% доаѓаат и затоа во Америка популацијата најповеќе таму се користат. Меѓутоа и во Европа имаме дозвола, ето Европското здружение за диабет, за обезност исто така се препорачува и во Македонија многу често се користи. Имаме и добри овие резултати до сега што сме ги користеле, што сме ги следеле тие пациенти, над илјадници пациенти имаме вакви, така да пак ќе ви кажам, значи несаканите ефекти 90% освен гадење, повраќање, надуеност и промена на вкусот во устата е многу малку имаме други несакани ефекти и во светот податоците тоа покажуваат. Обично тие што имаат многу прекумерни вакви несакани ефекти, кај нив исклучуваме терапија, одиме само со таблетарна со метформин. Меѓутоа ако почнете со помала доза, има доза на прилагодување на организмот, тогаш овие несакани ефекти се многу помалку. За жал, некојаш пациентиве грешат, почнуваат со повисока доза, мислејќи дека побрзо време ќе добијат тој посакан резултат. И тогаш најповеќе доаѓаат до израз овие несакани ефекти. И затоа им препорачуваме да се почне со најмала доза, месец дена, после месец дена, вториот месец таа средна доза, а максималната доза да се користи од третиот месец па понатаму. Значи голема е веројатноста од предиабетесот да се направи чекор назад и да се премине кон здравје. Да, може во ремисија да биде, да немаме потреба да биде во добро општо здравје. Пациентот да нема проблеми. Меѓутоа тоа треба да одржува. Ако не одржува, значи може извесен период да има нормални вредности, меѓутоа малку ако се опушти во исхраната или ако се намали физичката активност, тоа одма доаѓа до израз. За неколку месеци пак може да се врати. Значи овие промени треба да бидат трајни, доживотни. Постојано континуирани треба да бидат. Веројатно тоа е најтешкиот дел. Да, тоа е одржувањето. Ние добро почнуваме, меѓутоа одржувањето е малку потешко. Доследноста, всушност.
А како се препознава дали пациентот преминал кон диабетес тип 2? Ќе развие симптоми или пак тогаш само има со симптоми. Тогаш Обично да. Овие пациенти, ако развијат диабетес тип 2, ако имаат повисоки вредности, дел доаѓаат со намалувањето на телесна тежина ради високите вредности на гликемија. Обично кај овој, пошто високи вредности на гликемија катаболно делува на организмот и намалува тежина, обично од тоа приметуваат, јадам све, вика добро ми, ама вика намалувам во тежина. Од тоа се жалат, замор, малаксаност, еден од најчестите појави, нокно мокрење, многу често одат на тоалет. Да, во тоалет пациент, од тоа се жалат. Овие се најчесто 90% од ова. Во репродуктивна фаза или и кај мажите и кај жените може да има импотенција, и тоа може и некојаш и од тоа се жалат пациентиве. Така да, овие ако имаат вакви симптоми, одма треба да имаме индикација, треба да се подсетиме дека можно е да високо е суспектен за диабетес тип 2 и тогаш одма истите лабораториски анализи пак уште еднаш треба да се повторат. И обично овие вредности се многу повисоки од претhodната фаза. И тука веќе следува терапија, Да. промената на животниот стил, Сепак останува. да, но нема да ја врати состојбата назад. Па кон нема, веќе диабетес тип 2 еднаш кога ќе се диагностицира, веќе е тоа цел живот, хронична е таа болест, само може да се одржува под контрола. Значи можеме да ги превенираме компликациите. Меѓутоа болеста да се излекува тотално не може. Али компликациите од диабетесот понатаму што може да настанат, тоа можеме да ги превенираме. Како што се кардиоваскуларните компликации, бубрежните компликации, компликациите со очното дно, сето тоа можеме да превенираме доколку диабетесот го држиме под контрола. Затоа е важно пред диабетесот да се свати сериозно, да се прима терапијата, да се направат промени во животниот стил. Така, таа е фаза која што всушност е приодна. Да, така е. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за убавото појаснување на оваа тема. И зошто е важно пред диабетесот да се свати сериозно. Да беше задоволство што бевте наш гости. Ви фала ви многу. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте и ви посакувам пријатен ден.